Дозволете прво да го оценам на многу високо ниво овој настан кој што се одвива овде во Будва во Црна Гора, заради тоа што имаме можност политичарите директно да разговараме со деловната заедница, со бизнисмените, организирани преку коморите за многу практични работи кои што треба да бидат ветар во грб во севкупниот развој на Балканот, како аспирант за членство во Европската унија на оние земји од Западен Балкан 6 кои што сака да станат членски на Европската унија, со еден заклучок дека навистина треба Европа да ја донесеме овде. Многу работи зависат од нас, како ќе ги придвижиме работите и во тој правец ќе се движи целиот Балкан, но и со која брзина ќе се движи целиот Балкан, прилично зависат токму од нас, од внатре во земјите кои што сме овде пред се деловната заедница. Верувам дека сите овие дебати кои што се отворија ќе направат еден brain drain комплетен во регионот, за да навистина фокусирано, многу посветено, со конкретни практични дела покажеме посериозно раздвижување напред, кое што се мисли пред се приближување кон Европската унија, но со голем интензитет на раст на бруто домашниот производ, отварање на работни места овде во целиот овој регион, преквалификација на работната сила и генерално севкуп раст на целиот овој регион. По однос на ова што ве интересира, јас се испратив пораката многу јасно, транспарентно како што постапуваме како влада. Тоа е дебата дури и овде на самитот. Корупцијата представува сериозна пречка секако за целиот Западен Балкан, секако дека ја постои насекаде во светот, но овде е многу поизразена. Новата влада во функција на транспарентноста на она што го работи, ги обелоденува работите во правец во кој што сака да ги постигне конечните цели. Рековме дека се охрабруваат граѓаните да пријавуваат корупција, мито, изнуда, рекет или било што се случува. Јас го водев процесот вистината за Македонија со конечна цел никогаш повеќе да не се повтори и секој индикатор кој што ќе биде доволен основ за да се отвори истрага го процесуираме. Во тоа име јасно кажав дека се работи за два случаи кои што се веќе пријавени од граѓани и се процесуирани во постапка на истрага за луѓе кои што се именувани од оваа влада, и тоа почетокот на август месец. Ја само тоа ќе го повторам. Ако некој тоа добро го чита, ќе знае дали се работи за министри, за директори или слично. Потенцирам почетокот на август месец претходната година. Не сакам детали да дадам, заради тоа што и немам право да дадам. Може да се случи овие луѓе да не бидат виновни, може да бидат виновни. Луѓето, тоа е оценка на истражните органи, кои што ќе ги дадат своите квалификации за одредени истраги што се случуваат. Конечна цел ми е да не им падне на памет на никој, па колку сака нека се од СДСМ, блиски до Зоран Заев или блиски до владеачките структури, заради тоа што апсолутно проштевање ќе нема за никој. Само со честно работење можеме да го дигнеме и Македонија и целиот Западен Балкан да оди напред и апсолутно во тоа нема дилеми и буквално ќе нема резерви према никој. Имам само još jedno pitanje za ovu avioliniju. Pošto je izašlo saopštenje da ste razgovarali sa premijerom Markovićem o tom avionu koji je nekad ranije funkcionisao, ali ja mislim da je mala bila, čini mi se da nije bilo dovoljno putnika pa su ukinuli tu liniju koja je bila Skoplje, Podgorica, Sarajevo. Koliko je realno kada bi ona mogla početi da leti, jer to je stvarno nešto što može olakšati život? Ние право ги проверивме капацитетите на трите земји, навистина ниту Црна Гора, ниту Босна и Херцеговина, ниту пак Македонија. Македонија и нема. На другите земји што имаат со националните авиопревозници не може тоа да го направат. Значи преголем е трошокот за било која земја и тоа мораме да го направиме на пазарни механизми. А преголема е потребата од воспоставувањето на оваа линија. Ние сме многу оптимисти и се надеваме дека ќе има одржливост, но и да нема одржливост, одлучивме заедно трите влади со потписите на тројцата премиери да испратиме барање за интерес на сите компании кои што буквално работат во целиот овој регион, да испорачат понуди кон трите влади за воспоставување на линија Скопје, Подгорица, Сараево и обратно, со конечна цел да, ако треба да интервенираме со субституции, субвенции, би го направиле тоа на основа на пазарни докази, или дај Боже да може да пробаме да почнеме, макар еднаш неделно, или не знам, два пати неделно, па да видиме кои ќе бидат параметрите. Дефинитивно има потреба од поголема комуникативност, поголема кооперативност, а тоа е целото возможно само ако наоѓаме начини на се поголемо поврзување овде во регионот. Знаете како целиот регион ги зголемува своите трговски биланси со Европската унија, паѓаат билансите овде во регионот. Ние сме многу блиски народи кои што се познаваме, има големи традиции на соработки и слично. Тоа е доволен индикатор дека мораме сите да направиме се што може да ги зголемиме соработките, а не да дозволиме да паѓаат ваквите соработки. Ова е само еден чекор кој што верувам дека ќе ги унапреди соработките. Јас сум многу голем оптимист обично за вакви прашања и верувам дека ваква линија ќе се воспостави многу брзо. Хвала.